31 поштенска картичка, поштедени од Завод на времето, останале како сведоштво за една незбидната Рацинова љубов. Тие го откриваат поетскиот почеток на нашиот истакнат литературен деец. Станува збор за околу 600 редови во стих и проза, пишувани со мастило и крв, врз малите бели латици на поштенските картички, испраќани помеѓу октомври 1928 и март 1929 година до младата велешанка Рахилка Раца Фирфова, тогаш Фирфовиќ, подоцна мажена во заможното семејство Ѓорговци во Велес. Изутринава слегов во вените на својата крв. И оттаму го извлеков последниот атом на својата болка. Па сега тебе ти го подарувам без завештание, бидејќи знам дека никаде мојава душа нема да најде засолниште, кога со камши ке изгонета од твојата. За Курто Солев, што да ви кажам, ниту јас, ниту тој не сме си ги чуле гласовите. На Срмаале, под крошната на еден од двата разгранати јавори, имаше убава чешма. Крај неа маси на кои се служеше кафе и друг ориентален пијалок. Од кај тој јавор, на југозападната страна почнуваше улицата Франш Депре. Во куќата со број 5 живееш со моето семејство. Од портата ни стремот, во кој во црепови одгледувавме разнобојни цветиња, се влегува во нашата приземна сокат куќа. Знам дека е во близина твојот дом. А кога ќе се изнапијам со ништа за тебе, ќе појдам опијанет и јас дома, минувајќи покрај твоето живеалиште и ќе позастанам тука малку, за да се соединам со воздухот што го изфрлуваш ти од сонливите и черно расклопени усти. И предчувствувам каква ли калинка кријат тие во себе. Бевме 5 деца. Ленче, Живко, Јосиф, јас и Цветанка. Скоро сите библиски имена. Ние, децата, строго го почитувавме зборот на родителите. За Курто Солев, што да ви кажам, ниту јас, ниту тој не сме си ги чуле гласовите. Беше се никако шеста гимназија, кога на улица сретнував едно самено, повлечено, но продуховено момче, кое продолжително ме гледаше. Но јас никогаш не се обидов да му возвратам потребното внимание. Во почетокот на 1928 година почнав да добивам поштенски картички со љубовливи изразени кон мене. Тие потоа зачестија. Поштарот Тоде, во мое отсуство,
и ги врачуваше на мајка ми Пандора. Таа секогаш на исто место над гредата во Тремон ги оставаше картичките. Еднаш налутено ме праша: од кого се, ќерко, и кој ти пишува? И реков: и јас не го знам. Потоа не ме прашуваш. За картичките татко ми Милан најверојатно не знаеше. А ако знаел, за нив никогаш не ме праша. Нив знаеја само моите најблиски другарки. Кога се враќавме од училиште, радосно одевме кон гредата во Тремонт. Ги земавме и ги читавме. Некои содржини ги знаеме и напамет. Во тоа време чувствувавме возбуда, но и почит кон авторот. Средината во која живеев, посебното хатување, не ми дозволуваше да му одговорам на неговите писма. Уште помалку да се сретнам и да разговарам. Немате причина да се плашите од мене, ниту пак толку да ме презирате. Сетете се само, јас вам ви го подарив најблагородното чувство – љубовта. Зарем е греф и злосторство да се сонува по вас? Господе мој, ако навистина нешто ми е горчливо во животот, ако е најболно, зошто не ми напишавте барем неколку збора? Зошто ли останавте нема на моите преколнувања? Зарем сум ви толку одбивен да престанавте и да ме поздравувате? Кој ли е тој што стои зад вас? Вашата совест или некој тутор? Кој? О, Господе мој, кога би знаел дека тоа е пламен што од очите вечерва во примраков ви светка. Ве поздравува Раци. Поштенските картички од Кочо ги добивав од разни градови и сите грижливо ги чував. Еднаш ми испрати картичка подпишана со собствената крв. Ке расудат трагите од мојата крв, како кринот под вакнежот на април. Макар што во нив сите мисли се сакати и макар ти на ова да се смееш. Коста Рацин. Подписот е со крв. Картичката која посебно кај луѓето побудуваше жив интерес е онаа од 6 октомври од пред 65 години, кога Кочо Солев го зеде моето име како псевдоним, односно како свое презиме. Го земам твоето име како мое, а затоа ти подарувам бесмртност. Кондензир воздух потвора. Мој портрет ако побараш, капка крв од моето тело и душа, ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со тебе. Прости или проколнувај, се едно. А јас се љубам, се проштевам и се заборавам. Едно само жалам, што не ја чув смислата преку звукот на твоите зборови или барем нивната трага напишана со мастило. Не можев да предпоставам дека тоа име и тој автор ќе заземат толку значајно место во македонската литературна историја. Кон средината на 1928 година, преку матурантката Невенка Вујич,
Hoćo mi isprati stihozbirka posvetena na mene. Јас секој ден се повеќе и повеќе доаѓам до убедување дека сте вие таинствена жена. Со тоа ја објаснувам вашата резервираност. Па сепак, одете кај Невенка Вујич и барајте антологијата на болката, до неја ќе го најдете распукнато моето срце. Одете, а портретот од оваа слика сведочи за моите соништа. Збирката не можам да ја опишам. Текстот беше пишуван со рака на на шпартани листови за писма, недоволно поврзани. Насловот Антологија бола беше со големи печатени букви. По нејзиното примање, повторно од разбирливи причини не се решив на некој начин да му се заблагодарам. Ноќва во паркот беснееше поплава на месечевите зраци. И слушав како позивнуваат цветовите од багремот. О, ти бесмртна љубов, дали воопшто си ја слушала мојата копнежлива воздишка по тебе? Дојди во овие ноќи за да ја слушнеш. Јас ќе ја оставам по клупите, патеките, врз мирисната трева и распределите гранки на багремите во овој парк. Дојди, земи ја, таа преколнува. После часовите, кога се враќаме, исто другарките, нашата група, по дрвеното мовче, кое играш, толку беше несигурно, што ние гледавме, оти може и топук негде да заглави. И на истото место, истото лице сме го среќавали. Не знаевме за која од нас е заинтересирано оваа лице. Ја ќе речем, ќе ми речат, тебе Расо те гледа. Ја ќе речем, не приметувам мене да ме гледа, сите не гледа и тебе те гледа. Така една на друга, додека преку картичките се биде за кого било тоа. Еднаш ми се чини јас околица и децата, тука некаде под Сармале, кај што е сега банката од прилика, поинако изгледаше, ама местото това. Јас со школица водам накај да свртам Сармале, накај мајка ми со детето. 5 души беа и жена имаше. Тога го видов у тоа друштво Косовач, ама не застанаме за разговор, само така малку успорен од за жената што ме именува да ја одговорам нешто. Тогаш кога дојдов до убедувањето дека сте убави, јас само ве сакав. Туку сега кога узнав дека и душата ви е голема, јас само ве боготворам.
тоа траеше додека почна преписката. Картичките следеа многу често и што да кажам друго, мајка ми ги примаше. У еден момент не беше задоволна, па рече, која Маричешко овој што ти пишуе често? И јако ги одговорив така како што е, ни ја мамо не го знам, она се ослободи и ги примаше, дури на исто место ги ставаше, да не случајно заборави кај ја оставила се на тоа гредот. Ние обично се враќаме, секоја пред да си иде дома, прво кај мене ќе се вратиме и уш отпорта ќе погледна гредот. Има, бевме устане веднага да го научиме текстот. Веднага. На картичката и не е тоа голем текст, а беше сепак поезија, љубовна. Сите, секој момент знаевме напамет да ги кажеме, тие 30 и неколку беа картички. А може би пред тоа мајка ми као незадоволна нешто и да уништила. И се повеќе станувам роб на казаматот на русата коса и двете усни. Јас, кој што презира цел еден свет и се бори против него, на она за кое што го продувчих собственото јас, со почетните букви на нејзиното име, на која ја подари и својата душа, и се, а кое што ми подари, проклетство, срам, подбивање и болка, па сепак ме боли и тоа што го знам, дека во нејзините очи повеќе свети фенерот на лагата, одошто во моите, и дека и таа е жртва. Ме боли, бидејќи до безумство ја сакам. Последно, бидејќи по крвта, ништо не останува.